Напорите за заживување на локацијата на споменикот на слободата во Кочани со организирање културни и други настани добија уште една позитивна потврда и оправдување со изведбата на театарската представа Солун, град на духови. Многу публика, одлична атмосфера, амбиент што е создаден за театарски случувања, едноставно како се да беше предодредено за вистинско културно доживување. Се думината млади актери кои учествуваат во представата во текот на двочасовната изведба одушевија со едноставноста, искреноста и оригиналноста во пренесувањето на прилично напорниот и комплициран театарски текст. Морате да седнете да ја прочитате историјата на Солун, за да ви биде отприлика јасно вистински што се случува. Во овој текст има многу дати, многу имиња, што навистина се тешки да се научат. Сепак со многу проба, со многу вежби, мораш на памет да ги научиш, бидејќи тоа не е емоција и не е некој разговетен текст кој можеш да го научиш од само интерпретирање. Мораш да седнеш и да го научиш. Мене мислам дека ми е втор пат како играм дома и вчера не можев да спијам, цела ноќ не спиев, денес бев тотално изгубен, имав многу трема. Ова се луѓе со кои сум учела школа, ова се учителки мои, наставнички мои, професорки, роднини, што никогаш не ме гледале на сцена и прво се секирав дали ќе има публика, дали ќе дојдат, ама на крај беше прекрасно и сега сум многу олесната од тоа и ми е супер и многу сакам пак да играм тука. И многу би сакала да направам представа баш тука на домот, тоест на споменикот на слободата. Во текстот на представата се прави пресек на дел од богатата историја на Солун, како град на мултикултурни, мултирелигиски и мултиетнички различности од неговите почетоци до средината на 20 век. Без разлика што носи порака од минатото, со своите универзални пораки овој текст е актуелен и денес. Токму споменикот на слободата ги воодушеви и другите актери во представата, кои сметаат дека ова е вистинско место за слични културни случувања во Кочани. Специфично, ама исто така многу, како да е за нас направено место. Многу ни се допадна, многу има, не знам, акустиката кој да е некако многу легна, се слушаше, ние се трудевме бидеме за нијанса погласни од обично. За прв пат имавме толку многу публика. Не знам, супер беше, многу убаво место и мислам дека треба да продолжи да се во овој правец да се ангажираат луѓе тука да настапуваат во било какви сврхи. Театарската представа Солун, град на духови е работена по текст на Русомир Богдановски, инспирирана од истоимената книга на Марк Мазовер. Режијата е на Слободан Унковски.